И антикорупцијска крена раце од Османи. Тие го земаа во раце, но веднаш го пуштија предметот со скандалозниот тендер тежок цели 2 милиони евра, со кој Османи реновирањето на салата Борис Трајковски ја додели на фирмата Евровија, која инаку е донатор на ДУИ. За нив нема ништо спорно што фирмата ја добила сделката иако е финансиер на партијата на Османи. Единствената мана што ја најдоа е што Евровија донирала повеќе пари од дозволеното, ги вратила, но предоцна, цела година по законскиот рок. Но и за тоа нема да гонат, туку предметот само го препратија до Државниот завод за ревизија, кој треба прекршачно да ги казни. Интересно е што ДУИ ги вратила парите на Евровија во јули, само еден месец пред Османи, во август да ја го додели 2 милионскиот тендер за салата. Сите членови на антикорупцијска гласаа за да се достави допис до Заводот за ревизија и Министерството за правда за понатамошно постапување. Антикорупционерите беа согласни дека дотука е нивната работа, а понатаму треба да преземе Заводот за ревизија и да поднесе соодветна пријава. Втор месец како реакциите во јавноста не стивнуваат за тендерот на Евровија. Опозицијата и граѓаните чекаат исход од скандалот каде спонзор на партија истовремено добива и милиони на тендер, додека антикорупционерите топката ја префрлија до Заводот за ревизија, до обвинителство не допира ни гласо за скандалозниот тендер. Поминаа веќе 2 недели откако ДУИ им достави документација, а целата јавност ги повика да постапуваат. Оттаму молк, ниту виделе, ниту чуле, а немаат ниту коментар. Министерот Бујар Османи рече дека од медиумите дознал за донацијата на Елмедин Адеми и кога го склучувал договорот со него, не знал дека токму тој е спонзор на ДУИ. Иако медиумите беа преплавени со фотографија на која не само Османи, туку и цело раководство на ДУИ стоја до Адеми на отварање на партиски локал. Додека надлежните не гледаат корупција во скандалот, ОПСЕ не го пере Османи и нема коментар околу начинот на трошење на државни пари. Гостувањето на 70 министри на ОПСЕ и нивните делегации ќе го чини македонскиот буџет 5 милиони евра. Од нив 1,8 одат кај Евровија за да ја подготви салата, 120.000 евра одат за агенцијата Рейтинг за промоција и стратешки комуникации, а со останатите 3 милиони евра треба да се обезбеди хотелско сместување и VIP превоз за министрите и делегациите.